Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е председателот на Собранието Трајко Велјановски. Господине Велјановски, од последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија, колку закони со европски предзнак се усвоени во Собранието? Па добро, вака се обично извештајот фаќа 2 календарски години. Последниот извештај беше октомври прошлата година. Од тогаш до сега можам да кажам колку се донесени. Во текот на 2009 година, значи донесени се околу 13 закони со европско знаменце, значи тоа зборам од извештајот до крајот на 2009. Почетокот на 2010 година донесени се 12 и во собранијска процедура се околу 14 закони со европско знаменце. И мислам дека е тоа една процедура во која што може да се каже дека задоволително ниво е постапката и брзината на носење на закони со европско знаменце. Колку од овие закони останаа за усвојување? Не значи дека крајната граница одредена на толку закони мора да се усвојат и завршена е постапката. Значи, во текот на одреден временски период одредени директиви што доаѓаат од Европската унија налагаат одредени измени во други закони кои што ние во моментот не сме ги предвидели. И можам да кажам со оглед на усвоена една програма од владата и собранието се состои дека во текот на ова 2010 година треба да бидат донесени и усогласени закони во собранието на Република Македонија околу 100 кои што се со европско знаменце. Националниот совет за евроинтеграција смета дека назадуваме со усвојувањето на закони со европско знаменце и за тоа ја прозва владата. Каква одговорност има собранието во поглед на овие закони? Вака, кога збориме Национален совет, треба да дефинираме дека тоа може да еден член или председател самиот на Националниот совет тоа го кажа. Нема нигде одлука во собранието на Република Македонија дека Македонија уназадува. Таа констатација си важи на одреден член или председател на Националниот совет. Но точно дека во 2009 година беа предвидено еден поголем број на закони да бидат донесени, но не се донесува. Но мораме да кажеме дека сепак во 2009 година го добивме најдобриот извештај за Република Македонија во кој што се препорача отпочнувањето на преговорите. Мислам дека тој факт е многу значен и многу битен отколку дали да играме сега со бројки. Дали се донесени толку, не се донесени толку закони. Многу е битно извештајот самиот на Европската унија во однос на отпочнувањето на преговорите на Република Македонија со Европската унија. Уставниот суд поништи повеќе закони. На што се должи ова? Јас би рекол дека се земе една статистички показатели, че се види законите што се донесени во овој парламентарен состав, во претходниот парламентарен состав, во најпредходниот парламентарен состав, дека колку закони има донесено собранието, колку има уставен суд интервенирано во одредени закони, и тука може да се види дека не е таква голема бројка како што се зема одредено размислување дека еве све што собранието на Република Македонија сега го има донесено од страна на уставен суд е поништо. Можда има има некои специфични, многу значени, многу чувствителни закони кои што собранието на Република Македонија ги донесе, а уставниот суд за жал, јас можам да кажам од моја страна за жал, влезе во свое размислување, сепак почитувајќи својата надлежност, се произнеси и донесе одлуки не за поништување на цели закон, него за интервенирање во одредени делови од законите. Спроведувате владина политика во врска со овие закони и не се консултирате со правни експерти пред тоа како што ве критикува опозицијата? Па не знам од кај влече таа констатација опозицијата. Спроведуваме владина политика. Ние спроведуваме дека собранијска политика. Имаме собранието своја политика, стратегија во однос на постапувањето на собранието и со оглед на тоа се водиме спрема таа собранијска политика, не владина политика. Дали вие реагирате на владата во врска со неодговорените претенички прашања? Па добро, можам да кажам дека јако председател на собрание водам евиденција преку моите служби во кои што од време на време, буквално, пошто знаете, еднаш месечно се држат претенички прашања, ми даваат службите преглед на досега неодговорени претенички прашања од страна и ко владата во целина, но и ко членови на владата, одредени министри. Јас тој преглед го доставувам до владата и барам
да ми се одговори за да се почитува сепак деловникот, кај што пише во рок од 20 дена треба да се достави одговор страна или од владата или од член на владата. За жал до сега има испуштено голем број на неодговорени пратенички прашања. Од моја страна е упатено писмо, не едно, повеќе писма до владата на Република Македонија, во кој што се укажува со одреден преглед кога и на кој седница или кога измеѓу две седници одреден пратеник има поставено пратеничко прашање, до сега немаме добиен одговор, со укажување дека сепак треба да се почитува деловникот и роковите од деловникот за давањето на одговор. Тоа е тука можам јас како претседател на собрание во тој дел да потикнам владата сепак да почитува основното демократско право да даде одговор на пратениците во собранието на Република Македонија на секој пратеничко прашање. Дали сега може да се рече дека Комитетот за меѓуетнички односи е деблокиран или кога на дневен ред ќе дојде проблематична тема, повторно да нема кворум? Мислам дека Комитетот е многу значено тело во собранието на Република Македонија, затоа што тоа не произлегува од одлука што е усвоија собранието како што се работите тело, него тоа произлегува директно од Уставот, кај што има многу значено, суштински, чувствително работа во собранието на Република Македонија и добро што се одблокира работата. Јас можам да кажам, еве сега да бараме вина кој е крив зашто дојде до таа ситуација. Јас како претседател на собрание во разговор со претседател на Комитетот за односи меѓу господинот Джеват Адеми, бараме начин како да се одблокира тоа не функционирање на комитетот и добро што продолжи да функционира комитетот и да ги држите своите седници. Ја мислам дека тоа дава еден мотив понатаму да било кои теми да бидат точки на дневен ред на комитетот, дека не треба понатаму и нема да дојде до блокирање на работата на комитетот, затоа што секој член во комитетот да знае дека има голема одговорност и ко пратеник, но и ко член на одредена етничка заедница, затоа што таму има пратеници кои што се представници на одредена етничка заедница, не се на политички партии. Мислам дека тоа го сватија сите членови на комитетот и понатаму ќе продолжи да се функционира она како што е замислено и како што е суштината и на самото формирање на комитетот за односи меѓу заедниците. Дали за вас се прифатливи уставните измени кои се однесуваат на членовите на Судскиот совет? Јас можам да кажам дека е многу значено за Република Македонија не секоја уставни измени, но секои промени кои што се предложени од било кој, а доведува до поголема самостојност и независност на судската власт, треба да бидат прифатени. И еве, буквално да кажам, од мене се прифатени секои иницијативи. Како и зошто и кои уставни измени ќе се направат, тоа веќе ќе покаже понатамошниот тек на водењето на постапката при промена на уставот. Но можам да кажам дека јас како претседател на собранието, кој што истовремено сум и претседател во уставната комисија при собранието на Република Македонија, секој предлог кој што ќе дојде од овластен предлагач, тоа е владата, претседател на државата или 30 пратеници, ќе помине за една собраниска процедура, но ја би рекол низ една процедура во која што е поголема застапеност има на јавна расправа, при која ќе учествува стручната јавност се произнесе за секои промени. Затоа што знаеме дека се направи одредени промени пред 4-5 години во кои што тоа условно да кажам незадоволство од самата функционирање на судската власт која што се пројавува низ јавноста покажува дека треба да се направат одредени уставни измени, затоа е потребно да се направат едно темелно јавност, едно темелно разгледување на сите промени што произлезуваат, сите предлози што ќе произлезат низ целата стручна и експертска јавност да се произнесе за да може да доведеме, ако дојде до промена на уставот, да бидат уставни измени кои што нема да овозможат во одреден временски период повторно да се промени уставот, пак во делот на судството. Ви благодарам на разговорот. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.